Уште еден рецепт на денот во продолжение. Драго ми е што денеска сосема нова дама ќе ви представиме во кујната. Ја поздравувам Христина Чешларовска. Христина, добре ни дојде во кујната. Најдов, мило ми е. И генерално во утринската на Телма. Мило ми е, благодарам на поканата. Многу интересен рецепт ќе ви подготвиме во продолжение. Поточно Христина ќе биде главната задолжена за тоа. Јас нешто ако можам да помогнам. Она што е многу интересно и што сакаме да го споделиме со вас гледачите во поглед и на таа едукација која што секогаш велиме дека ни е навистина важно да дадеме корисни совети, да дадеме добри предлози и да ве едуцираме за одредени теми. Денеска малку повеќе ќе позборуваме и за аквафабата. Ќе правиме чоколаден мус од аквафаба, меѓутоа што е, Христина, аквафаба? Кога се договаравме за ова интервју, кога ми го спомена тој поим и јас не бев запознаена, а верувам дека и голем дел од гледачите, ама со оглед на тоа што има бројни бенефити од аквафабата, рете да им представиме за што станува збор. Аквафаба всушност е вода во која што се вареле мешунки, значи грав, граша, клеќа или наут. Најчесто користена аквафабата од наут, тоа е всушност значи ова Течноста од наутот. Најчесто таа се користи затоа што има најнеутрален мирис и вкус и не се осеќа во самите рецепти. Во било што ќе подготвиме понатаму. Е сега, зашто е замена? Јас кажав за јајце цело, меѓутоа Позната е како веганска белка, значи најчесто за белка, меѓутоа може да се замени за цело јајце. Доколку заменуваме за белка, тогаш се користат 2 супени лажици, а за цело јајце 3 супени лажици од аквафабата. Добро, ние денеска го користиме за блага работа, поточно за десерт. И само може да им прикажеме на гледачите, ова се веќе изматена аквафаба. Само момент, колега. Значи, изматена аквафаба, чисто да добијат како изгледа, визија дека всушност е еднакво како да сте мателе билки од јајца. Конзистенција, својствата ги има како на јајцето. Дури вака може да видите дека не паѓа. До толку е густо. Ги соединува со стојките, ги врзува и ги згуснува. Одлично. Значи за сите оние кои што се можеби алергични на јајца или сега во за постите во пресет на и веганска замена, нели, и веганска замена, апсолутно. Значи многу корисна работа била ова аквафабата. Да. Одлично. Христина, ти со оглед на тоа што бараш од прилика 5 минути матење со миксер, ние тоа го направивме додека ни одеше топ шоп. Може да се започнеш со подготовка на се останато за денешниот рецепт. Имаме ставено тука и една лажица лимонов сок, значи лимоновиот сок се користи како стабилизатор за да не после матењето, значи да не се опушти, туку да остане вака уште подолго време. Ради тоа се става лимоновиот сок. Сега ќе ставиме, бидејќи правиме блага верзија за сладувач. Добро, во случајов ние користиме сируп од агаве. Од агаве може да се користи и мед, меѓутоа сега за бидејќи правиме како вегански мус, ќе ставам агаве. Дали си ти веган? Не сум. Добро. Меѓутоа ми се предизвика инспирација ваквиве рецепти. Малку поспецифични. Да, бидејќи се специфични, стварно аквафабата е едно големо поле за истражување и за експериментирање во кујњата. Ти ми спомена ајде тоа ќе го изматиме на кратко. Само да се соедини. Колку да се соедини. Добро, ти подготвувај се, ќе си правиме и муабет во меѓувреме. Ми откри дека генерално муабетот за аквафаба е нешто ново откритие, впрочем, во гастрономијата од пред некоја година. Па да, 2015 март, како што читав, еден вегански готвач го открил. Буквално, значи, течноста која доскоро сите ја туравме како неупотреблива, сега може да се користи за вакви рецепти. Буквално е откритие во кујњата и направи, мислам, дека еден бум, особено за веганите и за оние кои што не конзумираат или се алергични на јајца. Да, ете одлична можност и прилика денеска да дознаете и вие малку повеќе за аквафабата и за, значи тоа е всушност течноста во која што се варат мешунките. Значи може да биде наут, може да биде граф, леќа, грашак, меѓутоа како што спомени Христина, најкористена веројатно е течноста од наутот бидејќи е најнеутрална на мирис и вкус, буквално не се ни можете да користите за благи, за солени рецепти и така натаму. Продолжи си што ни е следно. За овој мус, значи тука имаме 150 грама темно чоколадо со 70% какао, кокосов крем, тоа е кокосов крем е густиот дел од кокосовото млеко од конзерва. Добра. И една лажица какао, сега ќе додадам арома од рум,
Јас го обожавам румот со комбинација со чоколадо. Благи работи одлично доаѓа. Меѓутоа може замена со ванила екстракт, чисто ради вкус, значи. Добра. Искрено, овој рецепт го измисли можеби ти сама, го гледаше некаде по интернет. Верувам дека се одлучи денеска да ни го подготвиш најмногу заради аквафабата. Се разбира, информациите се од интернет, сите се ние достапно читаме. Да, нешто со некои измени, нешто сум читала, стварно е најкориснен како за мус, аквафабата, меѓутоа скоро правев и брауниз, буквално како за јајце, доколку се сетите да направите некој рецепт, а немате дома јајце, а имате теглан аут, може да го измастите. Има совршена замена. Да, значи не мора само во вакви вегански здрави рецепти, може и во класично со брашно било кој рецепт кој што ќе го направите. Христина, од секогаш си вака добра во кујната, истражуваш, иновативна си или ова е нешто што може би последниве години те привлекува? Што си по професија? По професија сум доктор по општа медицина, специјализација сега моментално интерна медицина. Готвењето како љубов ми е одамна, значи можеби така некако наследно од мојата мајка која што е одличен готвач. Па така некако тоа се... Таа е повеќе по традиционалните? Да, по Како реагира вака на новите моменти во кујна? Па интересни се онака као што направи сега, што е ова. Да, мислам нормално пробуваат и они, им е интересно од што ќе се направи, а она е по тие традиционални, класични. Меѓутоа мислам дека така е таа љубов некако всадена и имам желба. Едноставно кујната е нешто што мене ме одмара, не може ден да нешто не сготвам, не направам. Колку и да сум уморна, некако тоа е моје поле кај што се релаксирам. Да, може би тоа е твојата медитација. Да, и каде што се изразувам така сите своји креативности ги изразувам таму. Имаш и интересна страна или по социјалните мрежи, може да те пронајдат под псевдонимот Delicious Bite, ако не се лажам. И оние кои што веќе те пратат се сведоци дека пред само неколку месеци издаде и еден интересен бележник или како да ја наречеме книга за рецепти. Веројатно инспирирана од сето ова што е твое секојдневие. Да, па колку и да сме сите по технологијата, некако јас сакам да си ги имам запишано и при рака, особено оние некои тие класични рецепти од нашите мајки и баби. И така во потрага за нешто интересно да се напише, да се зачува како спомен, да не биде во на класични обични тефтери како што пишуваме. Да, така смислив еден интересен дизајн. Некаде може да се купи или единствено преку Delicious Bite профилот. Преку твојата страна. Добро, ете, доколку жал не ви го донесов денес, ама ајде следна прилика. Следен пат чисто да го прикажеме. Верувам дека особено домаќинките, па има и момци кои што супер се сноѓаат во кујната и сакаат да си ги запишуваат рецептите, добро ќе им се најде, добро ќе им дојде впрочем тој бележник каде што ќе можат да си запишуваат рецепти. Ајде Христина, да стигнеме до крајот. Да го соединиме. Да видиме како ќе изгледа мусот кој што ни го подготвуваш. За многу кратко ќе го погледнете рецептот детално испишан и на ТВ екранот. За сите вие кои што се заинтересиравте малку повеќе, генерално и за чоколадниот мус од аквафаба, но би рекла и особено за аквафабата како една, па не знам, намирница ќе ја кажеме. Па да, буквално и како ова е главна состојка, база на некои рецепти. Значи, бидејќи ги сврзува состојките, ги згуснува, им дава конзистенција. Добро, сето ова се промешува. Сето ова се промешува, значи и со оглед на тоа што тука позади гледам готови. Да. Значи најдобро овој чоколаден мус е да отстои во фрижидер барем 5 до 6 часа, за да се убаво стекне и да има убава конзистенција, а инаку изгледа моментално вака. Ете, моментално изгледа така, после 5-6 часа, сега ќе долови камерата како треба да изгледа. Ние го имаме веќе тука донесено. Еве го чоколадниот мус, отстоен во фрижидер. И сега значи тука ги гледаме својствата на аквафабата, дека буквално мусот е згуснат и добро. И сега ни останува декорацијата. Декорација по желба, добро. Што одлучи ти? Имаме темно чоколадо. Темно чоколадо. Што преубаво мириса. Мора да забележам. Може, не знам дали се должи на тоа што сум гладна или на јакиот мирис на какао. Имаме тука колку што гледам и малини, така што ќе биде една совршена комбинација. По желба, меѓутоа мислам чоколадо, малини, рум дека е совршена комбинација. Колку често те контактираат луѓето кои што се твои следбеници, Христина, и колку ти пишуваат дека ги читаат твоите рецепти, дека ги прават и применуваат во кујна?
одзив од моите следачи, да, задоволна сум, ги пробуваат рецептите, им се допаѓаат, бараат совети, нели сугестии, нешто околу кујњата, околу некој рецепт. Одлично. Ајде да декорираме и да дегустираме. Тоа е последниот момент. Одлично изгледа. Да напоменеме чоколаден мус од Аквафаба. Рецептот ќе го имате секако и во оние репризни изданија кои што ги даваме за време на викендите, но сите вие кои што можеби не фативте од самиот старт, не фативте на половина или некаде на самиот крај, рецептот исто така ќе биде објавен на Утринска на Телма на YouTube каналот наш, односно на Утринска на Телма, како што споменав. Веднаш по завршувањето на емисијата тамо ќе биде достапно видеото и ќе можете да си го погледнете, да си го запишете и рецептот кој што и во моментов го гледате на ТВ екранот, значи кои се намирници ви се потребни, а ако ве чуди зборчето Аквафаба, ние пред малку објаснивме што значи тоа и зашто, за каква замена може да послужи, така што верувам дека ќе дадеме доволно добри предлози за тоа што вие можете да си подготвите во вашата кујна или на кој начин да ја примените Аквафабата. Кристина, тука некаде ќе ти заблагодарам. Со оглед на тоа што имаме уште од емисијата, ќе дегустирам штом завршиме. Меѓутоа нетрпелива сум да пробам затоа што навистина изгледа многу вкусно и од друга страна пак е здраво благо, би рекла. Да, па Аквафабата тоа не напоменав дека е нискокалорична, значи она им содржи многу малку масти, јаглехидрати, па така за оние кои што се на некои диети со сведени на минимум јаглехидрати можат слободно да ја користат. А им саде нешто благичко, еве им супер можност. Ви благодарам многу за вниманието, се надевам дека уживавте и во овој денешен оброк на денот.